Дали сме среќни, но и колку сме среќни и исполнети? Прашања кои најверојатно секој од нас барем еднаш ги поставува во животот. Ако досега не сте размислувале, време е денес искрено да одговорите и да поработите на проблемот, бидејќи на 20 март се одбележува Меѓународниот ден на среќата, ден востановен токму за да се сврте вниманието кон оваа емоција. Тетовци не се доволно среќни, а за да бидат посреќни им се потребни здравје и пари. Па е среќа што ви прави. Сега јас сум мало као стар човек се изгледа, без посла, без ништа. Да сум имал посла, би рекол нешто што би било. Значи ти треба пари, здравје? Па прво е тоа здравје, па после се оне друго се остава. Само здравје. Ништо друго? Ништо, сега за сега овие години само здравје. Пари. Пари? Колку? Па, тоа, како да ти кажем, пари, тоа неизменично. Значи, што повише, толку подобро среќа имаш. Значи, повише парата од среќата. Сите работи, парата ги... А се чувствувате ли среќен? Среќен се чувствува би без пара, ама кога имаш пара, уште посреќен. Денеска е ден на среќата. Што е потребно за среќа? Што е потребно за среќа, да ти е све добро. Ама нема добро. Не сме задоволни. Тоа е душа. Нема Сега што. се чувствувате среќни или не? Не. Не. Зашто народот се оболе, нема паре. Затоа не сме задоволни. По среќа идемо све на загуба, нема среќа кај нас. У Македонија нема среќа. Нема среќа, што да ти кажем друго. И не се чувствувате среќни? Не. У Македонија нема да биде среќа никогаш. Дур се фате тие што крада многу, ништо немало. А вие вас лично, што ве прави среќни? Ништо не ме прави. Зошто? Така е времето сега, све идемо на лошо, не идемо на право. Само здравје, пошто ние сме години, значи децата прво да ни се живи и здрави, среќни и весели, па после за нас повозрастните. Што ќе даде Господ. А се чувствувате ли среќни? Среќата е релативна работа. Значи човек може да се чувствува среќен со малку, а да биде несреќен со многу. Мислам, тоа е поентата во животот. Секогаш да имаме предвид, да не очекуваме премногу и да бидеме благодарни тоа што го имаме и да се трудиме да секој ден направиме нешто добро. Тоа е мислам, најважно за среќата. Другото се е споредно. Да има работа, да се стабилизира Македонија, да влага во Европа, да има луѓе работа, тоа е среќно. А се чувствувате ли среќни? Бо се чувствувам среќно, да сум млад уште, среќен, надам се на добро. Што ме прави среќен? Ако слушнам некој да добил род, машко, женско, ете тоа мишење. Ако видам радосни, задоволни луѓе, да се смеат децата, да се радосни. Ето тоа. А сте среќен? Се чувствувате? Па не сум несреќен. Не сум несреќен, а дали сум во одредени моменти сум среќен, да. Па доби внучиње, така. Македонија е на 89-тото место на светската ранг листа за среќа, со која се опфатени 159 земји, покажува извештајот за среќа за 2018 година што го објави Организацијата на Обединетите нации. Од земјите во регионот најсреќни се словенците на 51-то место, а следуваат Косово 61-во место, Србија 78-о место, Грција 79-то, Црнагора 81-во место, Хрватска 89-то, Босна и Херцеговина е после нас на 93-тото место и Бугарија на 110-тото место.
На врвот на листата на среќа на Обединетите нации е Финска пред Норвешка и Данска, а во топ 10 најсреќни земји се и Исланд, Швајцарија, Холандија, Канада, Нов Зеланд, Шведска и Австралија. Најнесреќни во светот се граѓаните на Бурунди. Обединетите нации го објавуваат светскиот извештај за среќа, а се изработува врз основа на истражувања во секој од 156 рангирани земји. Анкетираните со оценки од 1 до 10 одговараат на прашалник за одредени фактори во нивните земји, како што се квалитет на животот, сочувство кон другите, слободата, великодушноста, искреноста и здравјето. Психолозите препорачуваат неколку начини за да поработите на среќата. На прво место е да се прифатите себе си и да не тежнеете кон невозможни работи. Не жалете за она што било, не е успело или било само лош избор, но не претерувајте ниту со фантазирањето и не ја идеализирајте иднината. Живејте сега, најдобро што можете и умеете. Потоа насочете ги мислите во позитивен правец. Кога губите, сметајте го тоа како лекција. Никогаш не правете нешто заради пари, слава и моќ, уживајте во она што го правите. И последно, но не и најмалку важно, престанете да се грижите, бидејќи 90% од класичните секојдневни грижи никогаш не се остваруваат. Меѓународниот ден на среќата првпат беше одбележан на 20 март 2012 година, откако Обединетите нации во 2011 година одлучија секоја година на 20 март да се прославува Денот на среќата, ден кој треба да не инспирира да преземеме чекори за посреќен свет.